v ovom videu ću rečime следниот интеграл. Интеграл од синус од ln од x dx. И за решавање на овој интеграл ќе искористиме парцијална интеграција. Кај оваа задача, u ќе ставам да биде синус од ln од x, додека dv да биде 1 по dx, тоа останува и само dx. Нема смисла да ставите dv да биде синус ln x dx, го добивате истиот интеграл за решавање, кога ќе обарате v. Имаме тригонометриска со логаритамска функција, тоа малце потешко да го добиме. Но нема смисла поинаку да ставите. Продолжуваме понатака, оттаму du е еднакво на изводот синус е косинус, имаме синус од ln x, така овде имаме косинус од ln од x, веќе имаме сложена функција, го применуваме веричното правило, кој што неколку пати ви напоменав дека е многу битно и мора да го знаете за да работите калкулус. Треба да помножам по ова што е аргумент во синусот. По изводот тоа што е аргумент во кај синусот, односно по изводот ln од x. Изводот ln од x е 1 врз x, веричното правило за диференцирање. И да не забораваме тука да ставиме dx. dv е еднакво на dx. Оттаму веќе сме може да го најдеме и ова е интегралот dx. Интегралот dx е x не ставам c која е оттаму парцијална интеграција. Го применувам ова правило и методот на парцијална интеграција. Па имаме унije синусот ln од x, v ми е x, така имам u по v минус интеграл од v е u по d du ми е косинус ln од x по 1 врз x dx. Забележуваме тука ова аргумент, значи како синусот x со x можат да се скратат. Продолжуваме понатака. Хајде малце да го средиме. Имаме x, x-от е оставаме пред синусот ln од x минус интегралот косинус од ln од x dx. Пак добив нешто слично, само што наместо синус сега имаме косинус. По втор пат применувам парцијална интеграција. По втор пат применувам парцијална интеграција, ќе ги користам пак уи, да не ме збудим. Со ова завршим, стасав до овде, пак ќе ги користам променливите уи, в, за да не користам нови. Сега u на сличен начин, односно на аналогија на претходното објаснување, ставам да ми биде косинус од ln од x. Оттаму du ќе ми биде. Извод од косинус е минус синус. Имаме ln од x како аргумент, веќе имаме сложена функција, треба да помножиме по изводот аргументот. Изводот ln од x е 1 врз x. И да не забораваме dx. Значи се тоа го ставив да ми биде u за dv ми преостанува само dx или 1 по dx. v е интеграл од dx или само x. Продолжуваме понатака. Имаме x синус од ln од x минус. Сега, ајде да видиме што ќе добиеме. u по v. Сега имаме x по косинус ln од x минус интеграл од v du. v е минус интеграл од x ми е v, du е еднакво на минус синус, значи овде имаме по минус синус е од ln од x dx, односно имаме 1 врз x, да не го забораваме овој дел, се изменувам x со x се скратат, ајде малце подобро да го запишем овој израз. Имаме x синус од ln од x
minus x po cosinus od ln od x minus po minus, već ovdje imamo zagradak, imamo plus tuka integral od i ušte nešto. Ajde kao umetnemo ovaj integral od minus imamo sinus ln od x dx. Kako izleze i ovaj minus, znači ovaj minus će se skratat, ki imamo plus tuka, pa radi ovaj minus, ostane vam minus. Da nego pišu vam minusot. Najprej pa tukaj imamo integral od sinus od ln od x dx. Zabeležujeme, deka ovaj integral go dobivme i tuka. Početniот integral go dobiv vo ovaj izraz tuka. Smo dobili deka početniot integrala je jednakov na neko izraz minus početniot, minus istio toj integral. Ajde сега ќе ставам ова интеграл да биде и. Значи, и означувам да ми биде интегралот кој што треба да го најдем. Да видиме што имаме. И е еднакво на x синус ln од x. Добро. Минус x косинус ln од x. Минус x косинус ln од x. Минус и ова ми е и. Така. Истиот интеграл го имаме ова. Минус или изразот кој што ќе ми го даде решењето на интеграл. Го префалам оваа страна и плюс и би било 2i еднакво на x синус ln од x минус x косинус ln од x. Од оваа страна останува. Што се бара во задачата? Да го најдеме и, така. Уште една мала финта како може да решите интеграл. Од тука и е еднакво на x синус ln од x минус x косинус од ln од x врз 2. Има повеќе во изразот интеграл? Не. Става плюс некоја c, можете и тука да ставите c, но само ќе ве бунеше. Добив дека или овој интеграл е еднаков на x синус ln од x минус x косинус од ln од x врз 2 плюс c. Ова задача, опшна парцијална интеграција, го искористив ова соизначе. Ако добиете дека почетниот интеграл е еднаков на нешто друго, на нешто друго, тоа е а, минус тој истиот интеграл, треба да продолжите со решавање по овој начин или по овој метод. Конечно, интегралот синус од ln од x dx е еднаков на x синус ln од x минус x косинус од ln од x врз 2 плюс некоја константа c.